Почитувани, денес власта преку незаконска процедура со грубо кршење на правните прописи сама го носи договорот со Грција, кој во својата суштина е противуставен и во спротивност со државните и национални интереси. Со тоа што се прибегнува кон груба злоупотреба на прописите, злоупотреба на европското знаменце, само за да овој штетен договор се донесе, е јасен показател дека власта, парламентарното мнозинство и премиерот Заев се свесни за неговата штетност и деструктивност, но и покрај тоа сакаат да го донесат овој договор. Токму затоа ВМРО-ДПМН нема да биде соучесник во капитулацијата, во кршењето на процедурите. Напротив, ние жестоко се противиме на сето ова. ВМРО-ДПМН и нашата пратеничка група одлучија да не присуствуваат на денешната седница, каде се носи незаконски и неуставен договор кој представува деградирање на македонските граѓани и е во спротивност со највисоките државни и национални интереси. ВМРО-ДПМН нема да биде соучесник и се противи на акт со кој се предвидува промена на уставот со цел промена на уставното име, акт со кој се определува бришење на зборот Македонија, се задира во суштината на идентитетот и се врши трајно осакотување на државотворните белези на државата и идентитетот на македонскиот народ. Ова не е нешто за што може да се слави. Капитулациите секаде во светот се срамен чин. Воедно очекуваме овој противуставен акт да не биде потпишан и од страна на председателот на државата, бидејќи негова прва должност е заштита на државните интереси и заштита на Уставот на Република Македонија. Предупредуваме дека објавувањето на овој договор без потпис на председателот е кривично дело кое не застарува и за кое се одговара. Таквиот евентуален чин ќе представува продолжување на грубата пракса на кршење на процедурите и законите, се со цел озаконување на нешто што не е законско. Правдата може е спора, но треба да се свесни дека за секое кривично дело и кршење на закони ќе се одговара. Реалноста е, но воедно и пораката од Брисел многу јасна. Без реални реформи, борби против криминалот и корупцијата, департизација на судството и други структурални реформи нема да тргнеме ни милиметар кон Европска унија. Ова јасно покажува дека не ни се потребни штетни договори, туку реални реформи кои со СДСМ на власт нема никогаш да ги имаме. Со ваквите договори Македонија губи. И не смее да продолжи да губи, затоа што на Македонија се потребни победи. Република Македонија е нашето минато, нашата сегашност и нашата иднина. Ваквиот противуставен договор не треба да стапи во сила. Благодарам.